Француската компанија Peugeot, која е дел од автомобилската групација Stellantis, реши да го освежи својот бестселер од компактната C класа, автомобилот Peugeot 308. Најзначајната промена секако се крие под предната хауба, бидејќи сега освежената 308 може да се набави во една од 4 варијанти со погонот електричен, плагин хибрид, хибрид или класичен дизел мотор. Ако се земе предвид дека токму кај моделите Peugeot 308 и 308 Station Wagon за прв пат се употреби новото лого на Peugeot, денес истите овие модели со освежувањето одат чекор понатаму и користат осветлување на амблемот на предната хауба. Покрај осветленото лого, над амблемот се поставени и неколку вертикално поставени светлосни линии, кои елегантно ја истакнуваат маската и го продолжуваат светлосниот сноп до новите предни светла. Долниот дел од браникот има трапезоидна форма, а на двата краја се агресивно поставени усисите за воздух, кои воздухот го водат во внатрешниот дел на калниците од тркалата, што ја подобрува аеродинамичноста на автомобилот. Новото Peugeot 308 има нови светла со 3 тенки косо поставени LED линии кои делуваат и како дневни светла и трепкачи. Спуштеното и главното светло се поставени во 2 хоризонтални секции и се дискретно интегрирани во браникот. И кога не се во функција, тие се одвај видливи. Главните светла ја содржат новата Peugeot Full LED технологија, а кај највисоките нивоа на опрема GT и GT Exclusive се вградени Peugeot Matrix LED светла. Во задниот дел, задните светла имаат атрактивен изглед со 3 линии на секоја страна од возилото над логото на Peugeot. Новите модели Peugeot 308 и 308 SW во одредени нивоа на опрема се опремени со сосема нови алуминиумски тркала со големина од 17 или 18 инчи. Во интериерот, линиите се чисти и интегрирани во инструмент таблата и централниот екран чувствителен на допир, кој што е голем 10 инчи. Инструмент кластерот стандардно доаѓа со 3D графики, што го подобрува чувството при возењето. Во интериерот на новиот Peugeot 308 може да се избере амбиентално светло со избор на 8 бои и кое се протега од централниот панел до вратите. Седиштата во вториот ред се преклопуваат во пропорции 40-20-40. Кај новиот Peugeot 308 Station Wagon Hybrid, во багажникот добивате волумен за товарање од 598 до 1487 литри. За полесно оперирање, задната хауба има и електрично отворање, кое е особено практично кога имате полни раце со торби и багаж. Во интериерот Peugeot го користи познатиот Peugeot iCockpit, кој опфаќа head-up инструмент кластер и компактен волан, со кој практично се е позиционирано пред очите и рацете на возачот. Полека доаѓаме до најважното, а тоа е секако моторите.
Во тој контекст Peugeot на своите клиенти им нуди повеќе варијанти. Прв е електричниот Peugeot E308, кој веќе беше избран за најефикасен автомобил на пазарот, веднаш зад помалиот брат E208 во германскиот екотест 2024 на германски ADAC. Електричниот мотор има моќност од 115 киловати или 156 конски сили со вртежен момент од 270 ньютон метри. Тој е спарен со батерија со капацитет од 58,4 киловат часа, која оперира на 400 волти. Новиот Peugeot E308 нуди продолжен ранг од 450 километри, што го позиционира моделот на врвот од својата класа. Стандарден е трофазниот полнач со моќност од 11 киловати. Инаку, од 20 до 80% наполнетост на батеријата на јавен полнач се доаѓа за 32 минути. Покрај целосно електричниот, на клиентите им е достапен и плагин хибриден модел со моќност од 195 конски сили, кој ги комбинира електричниот мотор од 92 киловати или 125 конски сили со 4-цилиндарски 1,6 литарски мотор со внатрешно согорување со моќност од 150 конски сили или 110 киловати. Со тоа се добива вкупна комбинирана моќност од 195 конски сили или 143 киловати. Моторот е спарен со 7 брзински автоматски менувач со двојна спојка. Новите 308-ци може да дојдат и како хибридни модели со 145 конски сили и со скромна потрошувачка на гориво од 4,7 до 5 литри на 100 километри. Оние пак кои се уште ја преферираат традицијата, меѓу кои слободно можеме да ги сместиме и нашите македонски возачи, истите може да го изберат новиот Peugeot 308 со 1,5 литарскиот Blue HDI 4-цилиндарски дизел мотор со моќност од 130 конски сили, кој што е спарен со автоматски менувач. За дополнително уживање во возилото, новиот Peugeot 308 во повисоките нивоа на опрема, како опција ги има и спортски инспирираните седишта со AGR сертификат, што го одобрува независна асоциација на медицински и здравствени професионалци. Од специфичните парчиња опрема вреди да го споменеме и системот AQS Air Quality System, кој константно го контролира квалитетот на воздухот што влегува во кабината и ако е потребно, автоматски го вклучува системот за рециклирање на воздухот. А овој систем е надополнет и со Clean Cabin или чиста кабина, со кој се третира и филтрира воздухот од загадувачки гасови и честички. Кога сме кај воздухот и климата, со апликацијата My Peugeot на паметен телефон, оддалеку можете да го програмирате системот за ладење и греење, со што пред да влезете во автомобилот, ја подесувате температурата внатре, а ова, ќе се согласите, може да е многу згодно во особено жешки или студени денови. А ако сакате да уживате во природниот воздух и циркулација, имате можност да си порачате и сончев покрив. За звукот во интериерот се грижи специјалниот Hi-Fi систем Focal со 10 звучници спарени со 12 канален засилувач од 690 вати. Новиот Peugeot 308 доаѓа со комплектна конективност и можност за бежично поврзување и пресликување на екранот од паметниот телефон на Apple CarPlay и Android Auto, а во возилото има и 4 USB-C портови, 2 во предните и 2 во задните седишта. Зелените особено ќе бидат задоволни од фактот дека над 30% од елементите од кои се изработени новите 308-ци се направени од рециклирани материјали.
Со помош на апликацијата My Peugeot на паметните телефони, онаму каде што е тоа возможно, можете да добивате аларми кога е потребно некаков сервис и одржување на возилото, со можност за директно закажување на сервис во најблискиот овластен сервис на Peugeot. Можете да го геолоцирате вашето возило, например кога е паркирано на далечна улица, а точно не се сеќавате каде е тоа. Исто така, можете да ги активирате и светлото и сирената, со што полесно ќе го најдете вашето возило во катна гаража. Можете исто така да добиете преглед на нивото на наполнетост на батеријата и дефинирање на време кога полнењето треба да почне и запре, особено за плагин хибридите и електричните верзии. Ако земеме предвид дека најсериозниот проблем кај електричните возила се уште останува инфраструктурата на полначи и рангот на батеријата, на своите клиенти Peugeot им нуди планер на патот, кој е интегриран во системот за навигација и која калкулира идеалната рута. Во дефинирањето на идеалната рута се земаат предвид нивото на наполнетост на батеријата на стартот, нивото на батеријата на крајот од патеката и станиците за полнење по должината на патот, доколку е потребно дополнување со енергија. Во планирањето на патот, системот ги зема предвид условите на трасата, брзината, сообраќајот, видот на патот, дали возилото ќе се искачува или спушта по патеката. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Романската компанија Dacia, која под капата на Рено ја живее својата нова младост, објави дека сериозно ги освежува своите најпродавани модели на европскиот автомобилски пазар. Според последната информација, автомобилите со логото на Dacia, Sandero, Sandero Stepway, Jogger и Logan ќе го добијат новиот светлосен LED подпис. Во своите нови предни светла, овие модели ја добиваат светлосната линија која личи на инверзно поставена буква Т, која понатаму се поврзува со светлосните точки кои прават контрастна слика на црната предна маска. Оваа форма на предните светла и маска ќе бидат новиот препознатлив и заштитен дизајнерски знак на автомобилите на Dacia. Светлосната група, споена со маската, идеално се вклопуваат во предниот браник и изгледаат како да се компактни, составени од еден дел. Во задниот дел на моделите Sandero, Sandero Stepway и Jogger, во задните светла исто така ќе биде вметнат новиот дизајнерски знак со инверзното Т. Моделите Sandero, Sandero Stepway, Jogger и Logan, зависно од својата боја, добиваат и нови раткапни и алуминиумски тркала. За Sandero, Sandero Stepway и Logan подготвена е и нова, атрактивна жолта боја на екстериерот, која се води под работниот назив Amber Yellow. Во интериерот, дизајнерскиот потек со инверзно поставеното Т продолжува. Такви елементи се поставени на издувите за воздух, а предната табла и вратите добиваат и посебни нови материјали во сина боја. Sandero, Sandero Stepway, Jogger и Logan добиваат и поквалитетни материјали од кои се изработени седиштата, предниот панел и вратите. Во освежените модели на Dacia вграден е и нов мултимедијален систем со големина на екранот од 10 инчи, на кој е поврзана и навигацијата. Медискиот систем доаѓа и со безжично поврзување со Apple CarPlay и Android Auto. Моделите имаат и модул за индуктивно полнење на мобилните телефони. За комплетирање на чувството, мултимедијалниот централен екран е надополнет и со 7-инчен дигитален инструмент панел. И секако, најважната промена е новиот хибриден 155 погон, кој беше за прв пат промовиран кај новата Dacia Bigster. Овој хибриден мотор станува достапен кај Jogger, а ќе почне да се вградува и кај Sandero Stepway во последниот квартал од следната 2026 година, со што Sandero Stepway за прв пат ќе добие електрифициран погон. Хибридниот мотор 155 кај Dacia ги комбинира 1,8 литарскиот 4-цилиндричен бензински мотор со моќност од 109 коњски сили со два електромотори, мотор од 50 коњски сили и високоволтажен стартер генератор, батеријата со капацитет од 1,4 киловат-часа со автоматскиот електричен менувач со 4 брзини за моторот со внатрешно согорување и два други за електрично оперирање. Оваа комбинирана технологија е возможна само како резултат на немањето кумплук. На тој начин е добиен новиот погон со вкупна моќност од 155 коњски сили и вртежен момент од 170 Нм. Dacia останува лидер на европскиот пазар во понудата на фабрички изведени мотори со погон на течен нафтен газ или LPG, со своите Flex Fuel, бензин, LPG системи за сите мотори со внатрешно согорување. Новите модели на Sandero, Sandero Stepway, Jogger и Logan ќе може да бидат опремени со EcoG 120 моторите на течен нафтен газ или LPG, со нови 1,2 литарски 3-цилиндрични турбомотори со моќност од 120 коњски сили, 20 коњски сили повеќе од претходните модели. За прв пат овие мотори
Исто така ќе може да бидат спарени и со автоматски менувачи со двојна спојка и 6 брзини. Овој нов Eco G120 мотор ќе биде достапен и кај Dacia Duster. Новиот Sandero, Sandero Stepway, Jogger и Logan ги добиваат и новите системи со кои се задоволуваат европските стандарди за безбедност, како што се автоматско сопирање во случај на опасност во град или на автопат, со посебен систем за детекција на возило, пешак, велосипедист и моторциклист, како и специјален аларм за подигнување на вниманието кај возачот. Романската компанија Dacia, која ни ги донесе исклучително успешните модели Sandero, Duster и Bigster, во својата есенска офанзива го представи и сосема новиот концептен модел со интересно име Hipster. Се работи за исклучително мал, коцкаст автомобил, кој треба да се надпреварува во класата на мали електрични автомобили на европско и светско тло. Дали е случајно што само пред неколку недели председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека Унијата планира да ја помогне на индустријата, создавајќи и креирајќи специјални пакети за поддршка на сосема нова класа на мали автомобили во Европа, кои ќе бидат достапни, ефтини, чисти. Новиот мини концепт на Dacia е навистина минијатурен. Долг е само 3 метри, висок 1,53 метри, широк 1,55 метри и тежи само 800 килограми. И покрај лилипутанските димензии, од Dacia велат дека во автомобилот може да се соберат 4 возрастни лица и плюс да се добие багажник од околу 70 литри. Ако пак ги склопите задните две седишта, добивате багажник од 500 литри. Детали за батеријата нема, но логично поради малата вкупна маса, сигурно се работи за мала батерија, која романците велат дека ќе нуди сосема доволен ранг за секојдневна употреба на автомобилот. И дека, дополнително, ќе треба да се полни само 2 пати во седмицата. Во поглед на безбедноста, инженерите на Dacia во предниот дел не штеделе многу и за возачот и совозачот поставиле 2 воздушни перничиња. Овој спартанец навистина изгледа интересно. Тој е веројатно европската верзија на јапонската класа на мини автомобили која го носи името Ken и е многу популарна во Азија. Останува да видиме дали романските продукт менаџери ќе решат да го доведат овој автомобил од концепт до сериско производство и ако тоа се случи, какви се промени ќе бидат имплементирани во него.
Кон крајот на оваа 2026 година, Porsche планира да го лансира во автомобилската орбита новиот Porsche Cayenne Electric, кој ќе се продава заедно со верзиите со хибриден погон и моторите со внатрешно согорување. Она што е интересно е дека овој автомобил е развиван и тестиран комплетно дигитално. Благодарение на вештачката интелигенција, во фазата на конструирање се користени целосно дигитални автомобили кои заедно имаат заменето околу 120 тест модели, со што се прави огромна заштеда на време, енергија и пари. Инженерите на Porsche од малото германско место Вајзак, благодарение на најновата технологија, уште во фазата на дизајн, имаат можност да ги праќаат автомобилите на дигитално тестирање, во симулатори со максимално запазување на надворешните и внатрешни услови на возење. При тоа во симулаторот се задаваат параметри за патеките по кои се движи новиот електричен Cayenne, а кои варираат од тркачката стаза Nürburgring до секојдневното урбано возење. И благодарение на вештачката интелигенција се добиваат параметри и услови кои скоро па совршено ги копираат реалните услови на возење. По симулаторот, електричниот SUV стапува на новата технолошки усовршена клупа за тестирање, на која се проверуваат погонот, батеријата, менаџирањето на енергијата и полнењето. Но колку и да се прецизни симулаторите и виртуелните тест модели, на крајот сепак на сцена стапува човекот. Професионалните возачи се единствените фактори кои може да го дадат последниот финиш, последното тюнирање на деталите на моделот пред започнување на сериското производство. При тоа, финалните тестирања најчесто се прават во најтешките климатски услови. За тестирање на екстремно високи температури до 50 степени Целзиусови се користат стазите во заливските држави или долината на смртта во Америка, а за екстремно ниски температури пак до минус 35 степени Целзиусови се користат скандинавските површини покриени со снег и мраз. И во сите овие услови новиот Cayenne мора да покаже врвни перформанси и одлична моќ на чување на енергијата. Следува и тестот во секојдневните услови на оперирање, на автопат, на регионални патишта во урбаните џунгли, во кои се менуваат околу 150.000 километри и се тестираат сите аспекти на автомобилот. Благодарение на користењето на дигиталното тестирање, во развојот на Cayenne Electric се заштедени најмалку 20% од времето потребно за развој на еден автомобил. Како изгледа едно тест возење на новиот Cayenne Electric во екстремните услови на оперирање можете да видите во следниот клип.